Зелникот на баба по 7 пат се одржа во рударскиот град Пробиштип. Пензионерки и вредни домаќинки од 16 општини во земјава, но и од Србија и Бугарија ги покажаа своите вештини, но и начинот како се прави еден зелник во нивните родни краеви. Ние и минатата година и пред таа година секогаш ја правиме манифестацијата и се собираме тука од пуно места. Паланка, Кратово, Штип, Свети Николе, Бугарија, Србија. Од секаде имаме гости поканети. У фурна е печен нашиот. У селска фурна лепше се пече на дрва и тенки кори подсушиме ги, па со прас. И сега не да се фалиме, делото кажува. Ова е 7 година. Ланската година добивме исто меѓу прво место, па и како сега што гледате, нашата тезга е прва празна, што значи квалитетот е тука. Денеска како прв пат се пријавивме за да учествуваме на оваа манифестација, да изнесеме некои наши стари работи, што се направени од нашите баби, мајки, па и од нашите раци. А па и да направиме нешто за јадење, што многу брзо го продадовме. Толку вкусни јадења имавме, што малку закаснате не можете да ги видите. Организатор на Зелникот на баба е општина Пробиштип и градоначалникот Драган Анастасов. Имаме преубави трпези и ние како домаќини оној прочуе надалеку Лесновски зелник приготвен под бршник. Пробиштип како одлични домаќини, но и одлични беа трапезите на сите учесници на денешната манифестација. Сакам да кажам дека неколку цели има ваквата манифестација, а едно од тие е и хуманиот карактер на ваквата манифестација, бидејќи сите на сите штандови, на сите трпези има оставено и кутии за донација, но и сите веќе приготвени јадења се продаваат на нашите сограѓани, на туристите, на учесниците, каде што собраните средства општина Пробиштип ги донира на семејства кои што најмногу и се потребни. Зелникот на баба има и надпреварувачки карактер, така да најдобрите во сукањето на зелникот со прас, ориз или зелка добија и награди, а денеска токму оваа манифестација беше повод и гости и туристи од другите градови во земјава да го посетат Пробиштип и Лесново.